Zdravo на сите и добродојдовте сите на мојот канал Астрологија Плюс. Денеска сакам да зборувам за знакот Водолија и кои се неговите карактеристики. Сигурно овде давам една глобална слика на знакот Водолија, кои карактеристики ги има, а сигурно дека не давам една лична прогноза. И секако, ако сакате лични прогнози, можете слободно да ми напишете на имейл кој што ви го поставам тука доле испод моето видео, или да ми напишете преку месенџер и така понатаму ќе ве водиме до тој пат да дознаете нешто повеќе за себе, секако, ако сакате само. Како што реков, денеска ќе зборувам за знакот Водолија. Ја ја обожавам Водолијата доста многу, па зашто ќе ви опишам ова видео? Значи, Водолијата е еден фиксен воздушен знак. Значи, кои беа тие воздушните знакови, да ги повторам, тоа е вагата, близнакот и Водолијата. Ја представува 11-та куќа во астрологијата и тука имаме два владара. Пред да се открие планетата Уранус, владар бил Сатурн. А ако сакате нешто повеќе за овие две планети да дознаете, сум зборувала доста обширно во моите поранешни видеа. Значи, која улога има Сатурн и Уранус во митологијата и како ние тоа го поврзуваме во астрологијата и кои значења носат они. Значи, кој се интересира нешто повеќе за тоа, може да ги слушне моите поранешни видеа и ќе дознаете малце повеќе може за вашиот знак, за Водолијата, кои значења, што тоа све значи за вас. Значи, идеме понатаму. Водолијата, како што реков на почеток, ја ги обожавам водолијанците, затоа што они се многу посебни. Значи, имаме тука исто две карактеристики, две планети, две лични особини во знакот Водолија. Ја тоа така си го тумачам, може некои астролози тоа баш така не го гледат, али јас тоа така го гледам. Две планети, две лични особини имаме тука. Значи, на прво место Сатурн, да не го заборавиме, затоа што тој беше првиот владар. Сатурн ги обожава структурите. Он дава закон како што треба нешто да биде. Он не учи да идеме по нашиот правилен пат. Сатурн е и кармата. Сатурн сака да се ослободиш од твојата карма и да идеш по нов пат. Сега, повеќето од вашите личности кои се ориентирани, кои се фокусирани кон тоа. Значи, тоа значи дека вие ја имате она сатурнска енергија во вас и вас тоа не ви смета, вас тоа ви одговара. Сега, карактеристично ама за Водолијата е планетата Уранус, затоа што она е новиот владар и новиот владар секако се гледа малце повеќе поопширно ќе го земам тоа. Зашто стои планетата Уранус? Планетата Уранус стои за означува слободата. Значи, водолијанците уживаат во слободата. Еве, тоа е втората личност што ја опишувам. Тие се оние личности кои што ја сакаат слободата. Они не сакаат закон да пратат, затоа што они си имаат свој закон во себе и они си го праќаат своето. Водолијанците не ги интересира многу што другите луѓе мислат нешто за нив. Тоа е стварно нешто супер енергија, ја таа енергија баш ја обожавам, затоа што повеќето луѓето не се осмелуваат да си идат по својот пат, него си ги слушаат структурите што другите луѓе ни ќе им кажат како што нешто треба да биде и тоа е законот и мораш да го пратиш и готово. Меѓутоа, оваа урановска енергија, повеќето од водолијанците они тоа така го живеат и па некои други викаат дека овие овие што личности кои што ја живеат оваа енергија, урановска енергија, се викаат некош they are crazy people.
crazy people. Zato što oni se sosema drugi ličnosti. Oni si irat po svoj pad i uopšte ne gi interesira što lugjeto drugite mislat za njih. Pa to je nešto super. Ne se plašat od ništo. A Saturn je isto i stravot što go nosime do sebe. Znači, nije ideme po toj zakon, zato što nije se plašime od nešto. Da ne izgubime. To je poentata. Razlikata između Saturn je strukturata, ja idem po strukturata, zato se plašam. Zašto? Zato što se plašam da ne izgubam nešto. Što ke izgubam? Bogatstvo, to što go imam. Najvažnije zdravlje, a poslije bogatstvo. A uranovskata energija, ne za to ne interesira. Uranovskata energija je saka slobodata što je nosi vo sebi. I stvarno ne se brini za to što drugi te mislat za tebe. I da se nadam da može tuka da vidite, da primetite razlikata između tije dve ličnosti. Znači, tije što ide poveke po Saturnu, što se fokusirani na Saturn energijata i oni koji što se fokusirani na Uranovska energija. Pa tuka može se prašate sami što vi ste, po koji pad idete. Idete po Saturn ili po Uranus. Znači, tije dve karakteristike gi nosi znak od Vodolija. Znači, kako što rekao Vodolijata, je saka slobodata, autonomijata, oni ne sakat strukturi i ne sakat zabrani. Nikakva vrska na zabrana ne može da podnesate. 11. kuća v astrologията я представя друštveните организации. Znači, saka Vodolията много da работи во društvena organizacija. Na primjer, da rečemo, ona ne saka da работи sama na jednom mjestu, zato što ne je ona za to da работи na sama. Znači, ona saka da работи vo jedna grupa, kada što može tuka poveke da napravi nešto ona saka da napravi nešto dobro za grupata, za site, za cel narod. Sad, kako ke možemo da prepoznajeme jedna originalna Vodolija? Pa, po mojem to iskustvu, ja sam primetila da kao originalna ta Vodolija može da se prepoznaje po stilot na nosenje to. Ili po stilot na frizurata, kakva frizura ima, kakvi boj stava na kosata ili kakva frizura nosi, kako se nosi. Znači, tu kako nešto vidite nekoja ličnost što stvarno nešto ekscentrično izgleda onaka što se vika ne baš normalno, nego kako da je od druga planeta. To je tipična ta Vodolija. Kada se сега тука водолијанците најјаки на работно место, на пример? Па, они се во технологијата, што се вика number one. Во технологијата се најдобри. Они можат да бидат исто така оригинални музичари и уметници. Зависи за вас како важи, зависи како се вашите, пак туа повторувам, како се вашите lični planeti postaveni, kako je Saturn i Uranus postaven vo vašata natalna karta, togaž možemo isto poveke nešto da kažeme. A сега пак ве подсетвам, давам само глобална слика, глобална енергија на знакот Водолија. Значи, каде се најдобри на тоа поле во технологијата за софтвер, тука се, на пример, number one, нема никој подобар од нив. И ако сте свесни за тоа, дека го носите тој талент, значи универзумот ќе ве поддржава и ќе ви даде голем поклон. Ќе ве поклони со тоа. Секогаш бидете свесни на вашите таленти. Кои таленти ги имате? Ако го откриете тоа, па може и астрологот да ви го каже исто така кои таленти вие ги имате. И после тоа да го пробате. Само пробајте и ќе видите како тоа ќе ви оди. Сигурно ние не сме господ астролозите да ви кажеме се ете тоа и тоа ќе биде и ти се тоа го слушај прави. Ти треба тоа да го осеќаш во себе. Ти треба да осеќаш дали е тоа мое.
се ово или оно што ми кажа дали е ова мое. Прашај се сам себе и биди тука искрен. Сега, затоа што, како што реков, Водолијата сака слободата, не сака ограничување. Сега, каде може тука она да дојде во сукоп со нешто? Значи, ова ќе биде сигурно многу интересно. Баш ме интересира да ми дадете информации дали за вас тоа е точно. Например, Водолијата може да дојде во сукоп со својот партнер. Зашто? Затоа што Водолијата ја сака слободата. Водолијата не сака да влегува во длабоки врски, да во интимни врски. Па нејзи одговара, например, брак или некоја врска која што е на нестабилна врска. Значи, они тоа така го сакаат. За нив тоа така одговара. Сега, не мора тоа така да биде и да остане. Сигурно они се плашат, водолијанците тука се плашат, кои имаме Сатурн и Уранус, се плашат да влезат во една стабилна врска, затоа што мислат дека ќе изгубат својата слобода. Епа, водолијанци, може тука да ве смирам и да ви кажам дека и тоа не мора да биде. Ако стварно сакате да имате стабилна врска, па за вас кој одговара не мора да живеете со некого заедно. Вие можете да имате, секој бара да има љубов и стабилна врска. Меѓутоа, водолијанците се плашат, може тука да не изгубат својата слобода. Не се плашите. Може да имате стабилна врска и нема да изгубите вашата слобода. Само тоа може да ви кажам. Само треба да верувате во тоа, да се отпуштите во една врска. Ако вие со страв влегувате во една врска, тоа нема ништо да биде сигурно, само ќе има повреди. Значи, не се плашите да влезете во една стабилна врска дека ќе изгубите вашата слобода. Сега може тоа да биде точно за вас или не може да биде точно за вас. Секогаш тоа важи од вашите, како се поставени вашите лични планети во вашата натална карта. Сега уште нешто друго што може да ве интересира, а тоа е дека Водолијата во астромедицината, значи од друг поглед, и го представува нашиот нервен систем. Затоа се препорачува од Водолијата да биде секогаш да оди на бања, да има контакт со вода, да се тушира може доста, неколку пати. Затоа што тогаш се ослободувате од таа урановска енергија што ве боцка, што ве прави crazy, што се вика тоа. Значи, секогаш тука имаме и помош, секогаш ќе ви помогне тоа. Да идете на бања и да се туштирате, значи да имате контакт со вода, да допуштите да влегува вода врз вашето тело. И со тоа ќе се отпушта, ќе се смири нервниот систем. Пробајте го тоа. Имам доста добро искуство со тоа направено. Океј, идеме понатаму, некоја мала техничка грешка имаме овде. Значи, како што реков, за нервниот систем, што може да ви помогне. Сега исто нешто може да биде интересно за вас. И тоа е дека Сатурн, планетата Сатурн се наоѓа сега во знакот Водолија и ќе биде таму некаде до март 23-та година. Сега, што може тоа за вас да значи, што може тоа да ви донесе? Па сигурно дека Сатурн во Водолијата, Сатурн си се наоѓа тогаш во својата куќа. Сатурн си вика, хело, јас сум на својата куќа, мене ми е тука пријатно. Меѓутоа, ако го имаш ти Сонцето тука поставено, сигурно,
ако имате тука сонцето поставено, или сте можда подзнак Водолија, тоа за вас ќе значи многу нешто посебно. Секогаш Сатурн која ќе дојде во првата куќа или ако го дојде до допир со вашето сонце, тоа се сигурно многу посебни моменти. Што тоа све значи? Посебни моменти значи тоа дека Сатурн ќе ве тера нешто да промените во вашиот живот, ќе ве тера нешто да се ослободите. Еве, например, ако се дојде до допир со вашето сонце, тога ќе може ќе имате некои проблеми со вашиот родител, ете тоа може да биде со вашиот татко. Или зависи во која куќа ви е тоа све поставено. Тоа не можам да кажам сега за сите, све исто, не важи за сите исто. Ама за водолјанците, да, зависи само на која куќа се наоѓа вашиот знак Водолија. Тоа е многу важно. Значи, ако го имате Сатурн до Сонцето, тогаш значи дека верувам дека нема да имате лесни моменти. Но секогаш Сатурн, немој да се плашите од него. Сите викат, еве Сатурн ќе ми сруши се, ќе ми напре се. Не, Сатурн не се плашите од него. Сатурн секогаш сака ние да се ослободиме од нашата карма. Карма значи све што нешто си направил во поранешниот живот што не е више добро за тебе. Ослободи се од тоа. И сигурно дека не можеме тоа со да стиснеме на едно дугменце и тоа да исчезне. Па сигурно тоа така нема да биде. Него што е потребно тука? Освести го тоа. Знај, тоа е проблемот што ме мачи. На таа тема сега ја треба да работам. Тогаш ќе имаш шанса да се ослободиш. Значи до март 2023 година ќе биде Сатурн во знакот Водолија и сите ќе ги натера сега да се ослободат од кармата, да се ослободите од стравот што го носите. Водолјанци, не ви е потребно да имате страв. Стварно не ви е потребно да се плашите дека ќе изгубите богатство, или да изгубите работа, или било што. Секогаш универзумот ве поддржува. Тоа не го заборавајте. Верувајте во себе и во своите таленти. Све што имате, све што убаво правите. За себе направи. Секогаш за себе. Превземи одговорност. На прво место за себе. Тоа сака Сатурн од тебе. Одговорност за себе, за мојата вредност, за тоа што мене ми е важно. Ако нешто не е во ред во мојот живот, дали на работно место, или со колегите, или со родителите, или со фамилијата, со било што, освести го тоа. Прашај се, што е тука сега? Тоа нешто што не е во ред, како ќе може да излезам од тоа? Сигурно ќе биде тешко, знам, секој ние сите сме поминали преку тоа. Јас сум поминала, има повеќето луѓе што го имале додирот на Сатурн со Сонцето. Тоа не е баш поволен аспект, али верувајте ми, тоа ќе помине. Јас сум го поминала тоа. И на крајот од овој транзит ќе се чувствувате слободни. Значи имате уште скоро 1 година време да работите на тоа, на вашата одговорност. Превземете одговорност на самите себе, а после другите. Сонцето е секогаш својата свест. На себе превземи одговорност. Ете, тоа беше за Сатурн во Водолијата. И да видам само да нешто да не сум заборавила да ви кажам. Да. Тоа беше накратко, скоро 20 минути раскажував приказната за Водолијата, за вашите таленти и за планетите, вашите владари на Водолијата и све што значи. И ако сакате лични консултации, ве молам напишете имейл адреса која ќе ја подставам тука испод моето видео. Ако ви се допадна видеото, лајкувајте го. Ако
сакате, абонирајте го мојот канал, така повеќе и побрзо ќе добиете секојаш информација од мене кога ќе снимам ново видео. Ете, толку беше од мене, сигурно мислам дека нешто друго заборавих, извините ако заборавих нешто друго да ви кажам, други информации, али така, тоа е тоа. Во ред, и драги водолјанци, вие сте генијалци, не заборавајте, вие имате генијален ум. Нашиот универзум ги бара сите знакови, нашиот универзум ги поддржава сите знакови, сите ние што имаме различни знакови, нашиот универзум не поддржува. Вие имате генијален ум, користите го тоа. Вие сте генијалци. Толку од мене. До скоро. Чао!